Лустрацијата не е само процес на донесување гласови, донесување на закони, гласање на тие закони, дебата околу закони, спроведување на закони. Во голема мера македонската лустрација беше еден медиумски процес и токму затоа се појави потребата од изработка на една хронологија каде што ќе може да се видат изјавите на луѓе од крв и месо кои што беа вклучени во процесот, не само како иницијатори на процесот, како и негови оспорувачи, како новинари, како коментатори, како критичари и како жртви. Она што е битно овдека, има еден обид да се периодизира македонската лустрација во гладни периоди, почнувајќи од периодот 1999-2000 година, како прв период, кој што е насловен "Стоп за законот за лустрација", се отвораат само политичките досиеа, односно се укажува на тоа дека првиот предлог закон за лустрација е поднесен во собранието уште во 2000 година и не е донесен поради недостаток на политичка волја на владата на Љупчо Ѓоргиевски. Тоа значи дека имало желба, се подготвил закон, меѓутоа главните актори се откажуваат од лустрација, а се носи само закон за постапување со досијата, кој што многу контроверзно се спроведува, затоа што за тоа подоцна ќе видиме ќе има другите излагачи ќе кажат повеќе. Вториот период е подготовката и донесувањето на законот за лустрација предложен од Стојан Андов, и тоа период од декември 2005 до јануари 2008 се води еден процес на една јавна дебата, жолчна јавна дебата, каде што голем број на ќе можете да видите изјави на голем број од иницијаторите и на критичарите на лустрацијата и како се развивале тие изјави во овој период од 3 години. Меѓутоа, она што е клучно тука да се нагласи е дека главните критичари од страна на организациите за човекови права, како што се Хелсиншкиот комитет, меѓутоа и пред се Народниот правобранител, предупредија на време во што ќе се претвори овој процес, меѓутоа нивните предупредувања не беа сериозно земени од оние кои што го иницира и овој процес. Мислам дека тука треба да се стави акцент пред се на она што го укаже Народниот правобранител, меѓутоа Хелсиншкиот комитет, меѓутоа не само тие, туку и дел од жртвите на комунистичкиот режим исто така укажува дека ова што се случува нема да биде лустрација, туку ќе биде една политичка пресметка. Тие изјави барем мене ми се најинтересни. Третиот период е имплементацијата на законот, укинување на одредби од Уставниот суд, законски измени и дополнување, и тоа е од февруари 2008 до февруари 2011, исто контроверзен период каде што се врши, каде што имаме жестока дебата во медиумите и напади на институциите како што се Уставниот суд после укинувањето на одредбите. Во овој процес учествуваше еден од иницијаторите, беше и самата фондација и таа еден од актерите во процесот, и тука имаме изјави од содржани од фондацијата, која што е доста цитирана во процесот на лустрација, затоа што и од страна на иницијаторите на законот, кои што се повикуваат на проектот лустрацијата во земјите на Западен Балкан, меѓутоа и од страна на критичарите кои што и оние кои што оспорува лустрацијата кај Уставниот суд. Четвртиот период е имплементација на измените на законот за лустрација и нивното повторно укинување од страна на Уставниот суд, каде што имаме најжестока медиумска пресметка. И петиот е донесување нов закон за лустрација во 2012 година и негова имплементација, и тоа се уште трае. Јас не би дожил премногу, само би укажал на два моменти дека кои што според мене се така клучни. Наспроти очекувањата дека лустрацијата ќе биде еден инструмент за
транзицијска правда, таа страна според мене инструмент за од една страна за манипулација, од друга страна за компрометација. Тука ќе се обидам да ги објаснам овие две тези. Прво нешто што се манипулираше, имаме една огромна манипулација со жртвите од комунистичкиот период. Медиумски се манипулираше дека лустрацијата е всушност процес на воспоставување на правда, иако станува збор само за еден од инструментите на транзицијската правда, а другите инструменти кај нас воопшто не беа применети. Така да дојдовме до еден парадокс да немаме воопшто никаков закон за рехабилитација и закон за обештетување на жртвите, се спроведува лустрација во име на жртвите и имаме тотално маргинализирање на жртвите во овој процес на лустрација и оттаму се поставува прашањето каде се жртвите од комунистичкиот период. Дури имаме и таква една ситуација да се каде се да речеме жртвите од Голи оток, дали се поставува прашањето дали се навистина тие можеби најисплашени од овој процес на лустрација, затоа што еден од пишувачите на законот, како што можете да видите во ова хронологија, практично јавно ги обвини дека 90% од жртвите на Голи оток били информатори на службите за државна безбедност. Потаму се поставува прашањето зошто немаме видливост на жртвите кога инструментите на транзицијска правда, целта на тие инструменти е токму тоа да ги охрабрат жртвите да можат да се соочат со одредени да може да бидат активни чинители во овие процеси. Самиот факт што ги нема жртвите никаде во овој процес укажува дека нешто сериозно не е во ред со македонската лустрација.